Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Следи најава на делот содржините. Во рамки на проектот за реконструкција на 10 улици во Кочани, денес асфалт доби улицата Димитрија Лазаров. Нов асфалт ќе добијат и жителите во Делчевската населба Стрелиште. Во Штип расте бројот на тениски игралишта. Се отворали можност за тениска академија во Штип по урнек на фудбалската во училиштето Колен Ехтенин. Класична музика изведена со джез елементи. Концертната турнеја на пијанистката Попи Вода и кларинетистот Павловски стигна во Делчево. Дневникот го започнуваме со градежните активности на истокот, главно во обнова на улици, но и на спортски терени. 10 улици оваа и наредната година ќе се асфалтираат во Кочани со заем од Светската банка. Денес се асфалтираше улицата Димитрија Лазаров. Утре асфалт ќе се поставува на улицата Разловечково стание. До нова година ќе се асфалтираат уште 2 улици, а останатите наредната година. Планираните 10 улици кои ги најави општината Кочани за асфалтирање во текот на оваа и наредната година со средства од Светска банка се реализираат. Денес асфалт доби улицата Димитрија Лазаров, со што жителите од оваа улица по подолг временски период добија асфалт. Денес започнавме со асфалтирање на улицата Димитрија Лазаров, која е со должина од 217 метри и ширина 5 метра. Утре ќе продолжиме со асфалтирање на улицата Разловечково стание и дел од 15 Македонски корпус, која што е со должина од 230 метри и широчината исто од 5 метра. Со ова фачки се завршуваат 3, остануваат уште 7 улици, а во колку остане средства, останува за реализација уште на 2 улици. Според најавите од општината, до крајот на годинава се очекува да бидат асфалтирани уште 2 улици, додека останатите 7 од предвидените 10 со програмата се очекува асфалт да добијат наредната година. Жителите на населбата Стрелиште во изминатиот период во комуникацијата и соработката со општина Делчево, предводена од градоначалникот Дарко Шехтански, како приоритетен проблем за решавање го посочија асфалтирањето на улица Чифличка во оваа населба. За таа цел деновиве во тек се градежни активности за подготовка за асфалтирање на улицата во должина од 145 метри. Во тек се градежни активности за подготовка за асфалтирање на улицата Чифличка во населбата Стрелиште во Делчево, улица која е долга 145 метри, со цел во иднина да не се случи прекопување на улицата за нови приклучоци на канализационата мрежа. На оваа улица е планирана и доизградба на главната канализациона линија во должина од 40 метри. Средствата за реализација на овој проект се обезбедени од буџетот на општина Делчево. Инаку реализирањето на самата активност се наметна како резултат на потребите на граѓаните од местната заедница Стрелиште, кој во комуникација со градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански, асфалтирањето на улицата Чифличка во оваа населба го наметнаа како приоритетен проблем за решавање. Според Шехтански, целосното реализирање на оваа градежна активност се очекува во првата недела од месец ноември. Во Штипската населба Сењак, близу до мултифункционалното игралиште, започна конструкција на уште 2 тениски игралишта. Во наредна фаза, локалната самоуправа планира со паркови површини да ја уреди пошироката локација. Со овие и со постоичките тениски игралишта се создаваат услови за формирање на тениска академија како дел од средното образование во Штип. Штипската населба Сењак ќе добие уште 2 тениски игралишта. Локалната самоуправа во соработка со Агенцијата за млади и спорт започна со подготвителни активности за нивна конструкција, со што се создаваат и услови за формирање на тениска академија.
Дадени се во употреба и во корисност на општина Штип двата тениски терени кои што беа конструирани, а во меѓусебен разговор помеѓу градоначалникот и директорот на Агенцијата за млади и спорт донесена е одлука истите да конструираат уште два терени, со што се создаваат можности за формирање и на паралелка за Академија за тенис, која што би била дел од Средното техничко училиште, со оглед на тоа што се значително се зголемува бројот на тениски терени во градот. На повидок е зголемување на парковата површина во Сењак со соодветни елементи за одмор и релаксација. По завршувањето на овие два тениски терена, општината преостанува да го дореди уште едниот дел и оној простор кој што е помеѓу патот и мултифункционалното игралиште и тениските терени, со што на некој начин во оваа населба ќе се формира мини спортско-рекреативен центар и истиот ќе биде уреден онака како што доликува. Штипските социјалдемократи денес обвинија дека локалната власт врши нетранспарентна продажба на дел од паркот во населба 8 ноември како градежна парцела. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев со одговор дека во огласот за продажба нема ништо тајно, сомнително или спорно. Продажбата на градежните парцели во населбата 8 ноември во Штип беше тема на денешната пресконференција на социјалдемократите од Штип. Тие обвинуваат дека градоначалникот на Штип не ги слуша барањата на граѓаните и дека деновиве е распишан втор оглас за продажба на урбанистичките парцели, исто така во оваа населба. Најголемите парцели од паркот, катастарска парцела 4413/4 и катастарска парцела 4413/5, се продадени уште при првото наддавање и веќе се во сопственост на познат штипски бизнисмен. Вториот оглас за јавно наддавање за продажба на парцелата заведена со катастарски број 4413/3, што е распишан од страна на општината Штип, отвара неколку сериозни прашања и сомнеш за незаконско постапување. Оваа парцела во првиот оглас била со квадратура од 395 метри квадратни. Но во новиот, вториот оглас, локалната власт ја зголемила нејзината површина повеќе од двојно и таа сега изнесува 878 метри квадратни. За зголемување на површината на парцелите потребна е одлука на Советот на општина Штип за промена на деталниот урбанистички план кој што е донесен во 1990 година. Градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев треба јавно да одговори пред граѓаните на Штип. Врз основа на која одлука е зголемена површината на оваа парцела, дел од паркот во населба 8 ноември, А ова е одговорот од градоначалникот Захариев. Сите аспекти на објавата на огласот се согласно законот и нема ништо тајно, сомнително или спорно. Согласно законот, општината има право доколку постои грешка или предвид во објавата на огласот да направи исправка согласно законот за градежно земјиште, член 54, став 1 и 2. Согласно ова, исправка се врши најдоцна на 15 дена пред истекот на рокот за пријавување за јавно надавање. Рокот е запазен, измените се објавени во истите дневни весници, како и самата објава и во службен весник на Република Македонија. Суштината е што е направен предвид во квадратурата во геодетскиот елаборат, што е посочено од самата геодетска фирма, која не укажала дека наместо законската површина од државниот урбанистички план од 878 метри квадратни е ставена погрешна површина од 395 метри квадратни. Веруваме дека во вашите редови има правници, но и таленти кои го знаат законот за градежно земјиште, па можеле да ви кажат дека сите аспекти на објавата се согласно законот. Но ваквата реакција покажува дека сепак тие ќе останат само таленти, кои имаат големо непознавање од законските процедури, заради кои како партија се впуштиле во вакви авантури. На крајот на краиштата, слободно обратете се кај надлежната геодетска фирма, која ќе ви каже дали постои основ за реакција или не. Во општината денес се работи согласно законот. Завршија времињата кога постапките се правеле во 4 очи, а кој некој ги практикувал кога бил на раководна функција во локалната самоуправа и притоа како критериум му бил личниот интерес.
До крајот на годината истекува рокот за комплетирање на барањата за легализација на бесправно изградените објекти со геодетски елаборат. Некомплетираните барања по нова година ќе се сметаат за неважачки, а подносителите ќе го изгубат правото за легализација на градбите. Општина Штип ги известува граѓаните и иматели на бесправно изградени објекти кои имаат доставено барање за утврдување на правен статус до Општина Штип во 2011 година, а кои кон барањето немаат приложено геодетски елаборати, тоа да го сторат до 31 декември 2015, кога истекува и законски предвидениот рок за дополнување. Во спротивно, нивните барања ќе бидат одбиени. Дополнителниот рок сега за сега не се најавува, што значи дека до крајот на годината повторно ќе повториме, оние што нема да ги дополнат своите барања со потребни геодетски елаборати ќе бидат одбиени. Хаџи Николов истакна дека што се однесува до граѓаните кои сакаат да ги легализираат бесправно изградените инфраструктурни објекти или електронски мрежи и средства, и за нив се однесува истиот законски рок за поднесување барање за утврдување на правниот статус, но со пролонгиран рок за доставување на елаборат. Им дава можност да понесат барање за утврдување на правен статус на ваков вид на објекти, исклучиво на ваков тип на објекти, но не на објекти од прва и втора категорија, куќи и слично. Значи, овој рок истекува исто на 31.12.2015 година, со тоа што елаборатите за ваков тип на објекти може да се дополнат до 31.12.2016 година. Од 2011 до денес во Општина Штип се разгледани и решени 5500 комплетно поднесени или, според Хаџи Николов, половина од вкупниот број на поднесени барања. За уште толку баратели остануваат околу 2 месеца да ги достават геодетските елаборати, доколку не сакаат барањата да им бидат одбиени. Со тоа, според соопштение од Министерството за транспорт и врски, издадено пред почетокот на овој проект за легализација на дивоградби од 24 февруари 2011, објектите кои нема да бидат легализирани ќе бидат третирани согласно одредбите од Законот за градење и ќе бидат отстранети од страна на надлежните инспекциски служби. Инаку за легализација потребни се само 3 документа, и тоа освен геодетскиот елаборат се доставува уверение за државјанство или копија од лична карта и доказ за приклучок на комунална инфраструктура или сметки за јавни услуги. Во дневникот минути за земјоделието. Во пресред на откупната сезона на тутунот, проценките се дека во годинешниот труд во државата ќе тежи 25 милиони килограми, што е за околу 20% помалку од минатата година. Но квалитетот е подобар во однос на минатите години, заради што и се очекува повисока откупна цена, изјави министерот за земјоделство Михаил Цветков. Тутунопроизводителите очекуваат годинава откупната цена да достигне 190 динари за килограм тутун, а откупот да почне до средината на ноември. Министерството за земјоделство работи на пласма на македонскиот тутун на кинескиот пазар. Очекувам дека во годишната берба на тутунот, односно продажбата ќе мине добро. Секако дека реков, ние што се однесува до нас како држава, ние ги имаме обезбедено тоа 1 евро и ќе добијат тутунопроизводителите, а додека цената на тутунот зависи од од купувачите, а таа цена пак зависи од берзата за тутун што е во светот. Ние ги правиме сите напори како министерство да го обезбедиме да можеме да се извезува на кинескиот пазар, кој што знаете дека е еден огромен пазар. Утре на локацијата скршени коли во ромската населба во Штип се планира граѓанска средба. Во 16 часот ќе пристигне караванот со мото од домувањето е повеќе од 4 цида и кров. Проектот го реализира Националниот ромски центар заедно со 6 ромски невладини организации и има за цел да потигне граѓанско учество на локално ниво за хуманизација и урбанизација на населбите со доминантно ромско население. Дел од познати светски композитори беа изведени во джез верзија на синокешниот концерт на класична музика во Делчево. Пианистката Ема Потевска-Попивода и кларинистот Бранко Павловски на турнеја низ цела држава ја изведуваат класичната музика на ваков начин со цел да ја доближат до помладата публика.
Класичната музика со призвук на џез се попривлечна за младата публика. Синокешниот концерт на кларинет и пијано во Делчево на Ема Потевска, Попи Вода и Бранко Павловски беше доказ за тоа. Со својата стручност и професионалност, двајцата успешни музичари, образовани инструменталисти, пронашле начин како класичната музика да допре до помладата публика. Ние во последно време со пијанистката Потевска се определуваме за програма која што ќе биде по-пристапна на некој начин и послушлива за секоја публика, без оглед на возраста и образованието, така да и на овој концерт се одлучивме за дела кои што во себе го содржат џез идиомот или имаат призвук на џез музика, а се изведува на класични акустични инструменти кои што ги среќаваме во симфонискиот оркестар. И така. Изненадите ли вечер од публиката? Да, секако се разбира, имаше и млада публика и од бројот на присутните на вечерашниот концерт. Со оглед на тоа дека станува збор за едно мало градче, меѓутоа ќе си одиме со еден убав впечаток дека имаше посетеност на вечерашниот концерт. Синокешниот концерт на Павловски и Потевска е дел од нивната турнеја на концерти низ цела Македонија, а изведуваат дела од познати светски композитори. Извидовме програма со дела од Астор Пијацола, потоа британскиот композитор Крис Лори, од Џорџ Гершвин и од Бернштайн. Ова е интересна програма, бидејќи дел од композициите се со џез призвук и се пријатни за слушање и се достапни и за публиката која што или баш така слуша класична музика. Веќе неколку години настапуваме заедно, исто така настапуваме и како солисти. Од заедничките концерти, како голем успех го извојувам концертот во Солун, кој што го државме заедно со еден наш колега од Грција. Потоа концерти низ Република Македонија, Бугарија, се разбира следуваат и концерти низ Европа во текот на следната година. Концертот беше во организација на Домот на културата Никола Јонков Вапцаров во Делчево, а е подржан од Министерството за култура. Вечерва во 19 часот во Домот на културата Тушо Арсо во Виница ќе биде промовирана стихузбирка од авторот Вамчо Накев насловена Од спротива. Промотори на книгата ќе бидат Симеон Гаврилов и Љубинка Донева. Германија во следните неколку месеци ќе врати десетици илјади мигранти на Балканот на кои им е одбиено барањето за азил, соопшти германскиот министер за внатрешни работи. Сојузната канцеларија за миграција и бегалци е задолжена да се ослободи од бројните нерешени барања за азил пред Божик, наведе германскиот министер, додавајќи дека тоа значи дека десетици илјади одбиени баратели на азил ќе мора да бидат вратени од Германија на Балканот. Германските власти досега вратиле над 11.000 лица, додека 27.000 доброволно ја напуштиле земјата со финансиска помош. Во обид да се ослободи од таквите случаи, Германија овој месец донесе закон со кој ја прошири листата на територии кои се означени како безбедни, а додадени беа Косово, Албанија и Црна Гора. Во делови на Блискиот Исток не е можно да се постигне воено решение, изјавил шефот на ЦИА Џон Бренан. Тој додал дека му е тешко да замисли дека земји како Либија, Сирија, Ирак и Јемен во иднина би можеле да имаат единствена влада која би имала контрола на целата земја. Бренан исто така ги потврдил тезите кои се јавуваат од почетокот на војната во Сирија, дека политичката карта на Блискиот Исток, поставена на крајот на првата, а дефинирана на крајот на Втората светска војна, сигурно ќе се менува, како што се променија и на подрачјето на Југославија. Бренан заговора дипломатско воено решение кое пред се има за цел разбивање на најопасната терористичка организација на тие простори ИСИС. Грчката крајбрежна стража спаси 242 мигранти откако дрвениот чамец со кој патувале потона северно од островот Лесбос. Во несреќата се удавија 3 лица, меѓу кои 2 момчиња, соопштија локалните власти. Немаме представа колкав е бројот на исчезнатите лица, изјави портпаролката на крајбрежната стража. Таа додаде дека се пронајдени телата на 3 удавени лица, маш и 2 деца и истакна дека потрагата по евентуалните преживеани продолжува. Вчерашното потонување на дрвениот чамец покрај Лесбос представува најтешката морска несреќа покрај бреговите на Грција, откако оваа година почна големиот миграцијски бран.
Училишната заедница од Делчевската гимназија Методи Митевски Бриц, согласно препораките на Министерството за образование и наука, синоќ организираше спортски надпревар во мал фудбал. Од едната екипа ќе бидат ученици, а на другата страна ќе бидат професори и родители. Со ова сакаме заедно учениците и родителите, а заедно и професорите да бидат поблиски и да им укажат на учениците како правилно да се движат во животот. Проектот го реализира училишната заедница, а тој е подржан од Министерството за образование и наука, Бирото за развој и училиштето Методи Митевски Бриц. Надпреварот сам по себе изобилуваше со многу неизвестности. Најпрвен иницијативата ја имаше повозрастната екипа составена од професори и родители кои имаа водство, но на брзина учениците успеа да постигнат 4 погодоци и на полувреме да заминат со водство од 4-2. Во второто полувреме сепак работите си дојдоа на свое место. 7 погодоци за 10 минути постигна екипата составена од родители и професори, за кои сепак настапија и дел од учениците, со што резултатот гласаше 9-4. До крајот гимназијалците единствено што успеа да направат е да го ублажат поразот за конечни 10-6. Имајќи предвид дека целта беше постигната, училишната заедница при Делчевската гимназија сличен ваков надпревар најавува и за второто полугодие од учебната година. Во сабота започнува новата сезона во првата одбојкарска лига во Македонија. Во просториите на Одбојкарската федерација на Македонија се изврши изждребувањето за престојната сезона. Надпреварите започнуваат овој викенд, а во рамките на првото коло ќе се сретнат екипите на одбојкарскиот клуб Струмица против одбојкарскиот клуб Пробиштип Весна Акумулатори, одбојкарскиот клуб Сушево против Лирија и одбојкарскиот клуб на Шутова од Кичево против штипската одбојкарска екипа на Мавис. Ова е се во ова издание на Дневникот. Останете со нашата програма, со нови информации се гледаме во Дневникот во 20 часот. Пријатен ден!